Професоре, дали развојот на настаните поврзан со прашањето за името и атмосферата во двете земји, и во Македонија и во Грција, навестува дека е можно скорешно, брзо решение? Оставено на народите на двете земји, како што гледаме со овие манифестации што се случија сега во Грција, мислам дека е потребно бар едно 100 години да се разрешат проблеми како што е овој нашиот. Заради тоа потребно е водство, силно водство, како во двете земји, но и водство од страна на големите играчи во светската политика. Тие две работи во моментот се поклопуваат. Имаме премиер во Грција кој што е растеретен национално, така да кажам, има свој пандан тука во Македонија и тоа совпаѓање заедно со она што во моментот се случува на светската политика дава надеж поголема од оние што беа претходно. А именно на светската политика се одвива еден многу сериозен судир на моќ, судир на интереси помеѓу западниот свет, предводен од Соединетите Американски држави и Русија. Тој факт го прави пристапот на големите сили на Балканот дел од нивната безбедност, не само дел од нашата безбедност. Се додека работите не беа толку заострени и се додека немаше можност Русија да интервенира во тој, така да го наречам, мек стомак на Европа и да предизвика, да речеме, уште една експлозија каква што имаше во 90-тите, се сеќавате, нивниот став беше ова е проблем кој што треба да го решат двете земји и тоа го повторува. Сега веќе не е така. Фактот дека ова се поврзува со нивниот безбедносен интерес, security интерес, тоа е многу важно, зборува дека нивниот притисок врз двете страни ќе биде силен и всушност е, затоа што никој не може да убеди некого дека работите ќе одеа толку бргу и толку далеку ќе се турнеа само со волјата на двете раководства во Атина и во Скопје. Значи, тоа е многу важно. Меѓутоа, она што ќе се случи од кога тој притисок ќе биде извршен, тој притисок може да земе форма и на готов документ кој ќе биде поставен пред двете страни, гледајќи како се расправаме околу определени прашања кои што можат да го закочат процесот, тогаш останува да се види како ќе се протурка тоа низ политичките системи на двете земји. Политичкиот систем на Македонија не може да произведува решенија, познато е тоа. Вчера дури го слушнав водачот на опозицијата за прв пат нешто на меѓународна тема. Тој рече, па ние работиме на тоа да победиме во овој спор. Значи, одлуките кај нас тешко се носат, а во Грција гледаме една силна опозиција на целава работа. Оттаму останува да се види што овој притисок ќе донесе. И морам една работа уште да напоменам, Владимир, а тоа е следново. Од независноста до денес, ниту една побитна одлука не била донесена од страна на македонскиот политички систем, така да речам, од зачленувањето во Обединетите нации, кога требаше да се донесе одлуката. Одлуката ја направија големите сили со формер Югослав Репаблик of Macedоnia. Потоа следеше времената спогодба, која исто така беше наметната и таа не спаси од една иднина неизвестна во тој конфликт со Грција и блокадите на кои што бевме изложени. И трето, овој конфликт од 2001 година, исто така, ако сакате, под диктат. Под диктат со цел да се воспостави мир, да се турне Македонија напред. Ако е таа логиката,
до сега не гледам дека нешто битно може да се смени и при носењето на оваа сегашна одлука. Тоа ќе биде од надвор наметнато. Споменавте дека во Грција, кај актуелното раководство, пред се кај Алексис Ципрас, за кој што рековте дека не е обременет национално, има подготвеност, јавно ја гледаме таа, меѓутоа од друга страна, неговата необременетост толку со ова прашање не значи попуштање или повлекување од некои релативно тврди позиции, па дури и за земање на уште потврди. Сега гледаме дека е птене актуализирано прашањето заменување, потребата за заменување на уставот, а за употребата на евентуалното име и да не зборуваме, тоа е за нив ерга омнес во секој можен момент. Сега, нашиот проблем е во следново. Она што беше проблем во разликите околу името 90-тите и што ни создаде такви проблеми, го претворивме во идентитетски спор оној момент кога власта во Македонија пред 10 години реши да ги постави темелите на македонскиот идентитет во она што грците го сметаат за нивно историско и културно наследство. И сега тие имаат случај да инсистираат на разврска на идентитети. Кои се македонците што живеат од оваа страна на границата и кои се македонците што живеат од другата страна на границата. Ако се вратиме назад, се зависеше од тоа со каква содржина го исполнуваме поимот Македонија. Ако го исполневме со наша содржина, автентично, македонска, преку една модерна интерпретација на историјата, а не со грчка содржина, не ќе се најдевме во ваква ситуација и можно е тоа прашање уште дамна да го решиме, ако е само дистинкција помеѓу областа Македонија и државата Македонија. Сега сме во небрано, така да речам, фатени сме со рацете во медот, оти ние имаме доказ среде Скопје за тоа што правевме од нашиот идентитет. И сега треба да се оди назад и да се преговара и околу тоа. Се разбира, во тој процес другата страна веќе отвара и нови прашања. Актуелната влада во Македонија се обидува да се дистанцира од претходните постапки. Имаме најави за преименување на аеродромот, кој што можеби беше и иницијалната каписла за тоа понатаму што ќе следи, преименување на автопатот, па дури министрот за надворешни работи пред неколку дена во Скопје рече дека никој нема право да го спори некој граѓанин овде во Македонија, сака да се нарече македонци, дека тој зборува македонски јазик кој што е од словенската група на јазици, што е јасно дистанцирање од тоа што можеби претходно се случуваше во земјава. Па, тука не би се согласил со тебе. Ако нешто приговорам на поведението на новата влада, тоа е дека нема јасно дистанцирање од минатото. Сега, јас ги разбирам нивните мотиви, веројатно да се сочува единството во државата и потоа полека сето тоа да резултира во компромис. Но премалку и предоцна се овие зборови од типот дека Македонија е името, идентитетот е недопирлив, дека ако се допре само до него завршуваат преговорите. Сето тоа, мислам, нема да биде можно, затоа што имаме доказ за тоа, светот има доказ за тоа што се правеше послед 90 години. Не само што има доказ, туку и мнозина од нас во домашната јавност, и мнозина од надвор предупредуваа: не влегувајте тамо од каде што тешко ќе се извлечете. Вчера председателот на Советот на Европа кажа една работа која се повторува при доаѓање на секој странец овде во Македонија, ако си ја забележал. Вие немате талент стратешки да размислувате. Носите одлука денес и не мислите, го парафразирам сега, како таа ќе се реперкуира утре. Еве,
авторите на оваа антиквизација, така наречена, што размислуваа? Што размислуваа? Зарем на грчкиот национализам, познат во светот, треба да му се оди во устата или треба да се заобиколи? Ние тргнавме директно во него и сега ќе се отвараат и такви идентитетски теми за да се направи разграничување кои се нивните македонци и кои се нашите македонци. За крај, од секогаш сте зборувале дека за решение на ова клучно прашање потребен е внатрешен консензус. Претходно споменавте дека можеби претходната влада се обидува да формира некакво единство со сите структури во општеството. Гледате ли дека има тука напредок или дека е можен внатрешен консензус за ова прашање? Сепак, кога зборувам за внатрешен консенсус, од мене зборува професорот повеќе, а не некој што реално гледа ситуацијата и сваќа дека тоа во некои ситуации не е можно. Во перспектива, ниту една одлука во иднина не смее да биде носена во Македонија од вакви пропорции, како што беше, не знам, антиквизација, без да има внатрешна дебата. Истото тоа треба да се случува и сега. Да речеме, да се објасни зошто се превземаат определени политички потези. Зошто се вади таа статуа, зошто се вади името на аеродромот, да му се објасни на народот. Јас мислам дека ако во нашата блиска историја сме ја запоставиле таа приказна за Александар Велики. Искрено, јас од моето детство, роден во Скопје, не знаев за таа приказна, а ако сме ја запоставиле, тоа треба да се исправи. Да, тоа треба да стане дел од нашиот наратив, ама не наша државна политика. Оти гледаме сега каде тоа не доведе. Во директна конфронтација со грците. Сега, градење единство е сега во моментот некој да им се обрати на луѓето кои навистина веруваат во Александар. Оти не можете да го мафтате народот 10 години во една насока, па после 10 години во друга насока. Па не е фер од страна на политичарите. Не е фер. Настрана што имате најсиромашен народ во Европа овде, или еден од два-трите најсиромашни народи, и уште му приредувате вакви несолени шеги, да ги наречам, како што ни прават македонските политичари. Значи, сега е време ним да им се обрати некој и да им каже дека во иднина ќе се договараме како ќе ги решаваме проблемите, што ќе биде наша државна политика, ќе правиме внатрешни отстапки и компромиси за да можеме да правиме надворешни компромиси. И на крај, за жал, тоа нема да биде можно овој пат. Овој пат сепак мислам дека со оглед на фактот дека интересите на големите сили се загрозени, со оглед на фактот дека не чекаа 30 години ако можеме нешто сами да решиме двете страни и не решивме, и со оглед на таа вжештена конфронтација со Русија, меѓу Русија и Западот, мислам дека овој пат притисокот ќе биде многу силен и консенсусот нема да се гради онака како што мислев јас и како што се подразбира консенсус од оздола нагоре, туку ќе се гради од горе надолу. И тоа ќе биде во согласност со начинот на кој што ние ги правиме овие наши тешки чекори во овие 30 години од независност, од приемот во Обединети нации, до времената спогодба, до Охридскиот договор и сега до решението на проблемот со Грција. Благодарам. Мола.